Да, се враќаме во студиото. Како што најавивме, тука е Иларија Димулкова, заменик председателка на факултетското студентско собрание. Димулкова, добро дојдовте во студио 10. Добро ве најдов. Благодарам на поканата. Јас како што кажав во мојата најава пред вашето гостување, ќе зборуваме за студентскиот стандард, за студентскиот живот, за студентскиот активизам, а со тоа и со младинскиот активизам. Сето тоа е поврзано со начинот на студентско делување, бидејќи вие сте на некој начин сега зачеток на она што треба да биде општествен живот во Македонија, без разлика дали ќе бидете дел од професионалните активности некаде во институциите, во предпријатијата, во политичкиот живот, секако вие сте иднината. Затоа, бидејќи сте и заменик председателка на факултетското студентско собрание, да ве прашам, во однос на студентскиот активизам, дали мислите дека студентите, како ги гледате, вие сте на правниот факултет, дали се тие доволно активни во однос на барањето на своите права, на она што мислат дека им припаѓа и се разбира во начинот сето тоа да се подобри? За жал, не секогаш. Некако има многу млади со многу идеи, со многу енергија, многу ентузијазам, сакаат промени на вистина, меѓутоа никогаш често сме поактивни само на социјалните мрежи, а кога ќе дојде време да се бараат промените на улица, така сме не знам дали сме плашливи, дали сме демотивирани, дали мислиме дека ништо не може да се промени, но апелирам тоа да се промени, да излеземе и да си ги бараме и правата и промените кои што сакаме да ги видиме. Потребно е дури и за најмалата работа што сакаме да се смени, не начално да биде протест, меѓутоа да пишеме барање, да дадеме предлог што сакаме, како сакаме да биде слично. Да, она што најчесто се перцепира како начин, да речеме, на некакво делување или на бунтување е протест, но се разбира дека протестот не е единствен начин на активизам, да речеме, тој има многу форми, дали е некаков канализиран, дали е институционален или е некоја друга форма на некаков волонтерски или така натаму, секако активизмот има различни начини да се направи. Вие ги спомнавте причините, поради одговоривте прилично директно на прашањето дека не е. Дали една од нив е, ајде да речеме, конформизмот, можеби кај голем дел од студентите едноставно си гледаат да си ги завршат работите, не им е многу гале во однос на статутот, на условите или на начинот на кој што работат и живеат нивните колеги? Конформизам дефинитивно. Од друга страна, мислам дека ни фали одговорност. Активизмот за мене е пред се одговорност, затоа што сите живееме заедно и мора да реагираме за да се промени нешто. Како што реков, не значи само протест, туку и да се помогне некому, да се даде иницијатива, да се биде проактивен пред се. Дополнително, кога сакаш нешто, кога не ти одговара нешто, не можеш туку така да седиш, ама и ако те спречи некој, ќе ти каже, не тоа, не треба така. Многу во последно време се беа или се уште се озногласени активистите, леле сега на овие пак им фали нешто. Пак овие нешто не има добро. И од тој аспект можеби од општеството никако кога ќе дојде до некоја да бараме некоја промена се повлекуваме, се тргаме. Да, но знаете како енергијата е најсилна во принцип и таа бунтовна енергија, ајде да речем, како што кажав, бунтовна не мора секогаш да значи дека некаква демонстрација или протест, туку бунтовна на секој начин е најсилна кога си млад. И сите можеме од искуство да кажеме дека тогаш си најмногу и мотивиран и најмногу енергија имаш за било какво делување и потоа тоа полека спласнува, па не само со годините, туку веројатно и поради животните обврски, навики, така натаму. И сега да ве прашам, ми се чини дека е жалосно, можеби, дека сега кога таа енергија е во полн ек, кога е најсилна,
да не се искористи, бидејќи ќе помине времето и потоа ќе се влезат сите во некаков животен тек, сето тоа ќе се смени. Да, како ја искористуваме сами за себе енергијата. Ако пробаш да направиш нешто за сите, можеби нема да успе на почетокот, ја немаме упорноста сите и гледаш да се спасиш, да речеме, буквално да се спасиш сам за себе колку можеш. Дали ќе отидеш на студија во странство, дали ќе најдеш некоја брза работа која што ќе ти донесе брза сигурност, односно нели да можеш да си обезбедиш домување покрај работата, слични работи. Зависи каде ќе ја насочиш таа енергија. Меѓутоа во секој случај јас верувам дека е подобро сите заедно да ја насочиме енергијата за да ни биде полесно. Да, за жал е така ова што го кажувате, но тоа веќе укажува на една друга појава која е присутна, а тоа е апатијата. Не само кај студентите, туку и апатијата кај младите. Гледаме дека се прилично рамнодушни кон политичките и општествените процеси, едноставно како да не име премногу гајле што се случува околу нив, или онака народски кажано, како да дигнале раце од се. Ви личи ли на вас така? Ова е многу... Сега, знаете како, генерализираме, но секогаш се разбира дека не е секој ист, дека не е секаде исто, но мислам дека вака општо гледано можеме да ги земеме тезиве генерално за точно кај голем дел, ајде да речеме, од младите. Не мора да значи дека сите така. Да, всушност тезава нели постојано зборуваме, меѓутоа од друга страна јас што зборувам со мои пријатели и пријателки што отишле или планираат да одат во странство, не би рекла дека сме и толку апатични. Зошто? Кога нешто не се допаѓа, ако не можеш да го смениш тука, не може, ако си апатичен, само ќе си останеш тука и нели викаме тоа е. Такво е, какво е, такво е, тоа е наше, да речеме. Не, напротив, младите и кога се иселуваат, се свесни за тоа каде учат, каде работат, како воздух дишат, какво образование имаат, какво здравство имаат, каква е нивната околина, дали е безбедно, дали можеш да прошеташ, да го прошеташ куќето без да, не знам, изеде лепча со отров внатре, дали може да го пуштиш детето во парк, такви работи младите ги интересира, како воздух дишат, се ги интересира, затоа си одат. Не би го нарекла тоа како апатија, затоа што нели не ми се допаѓа, сепак реагирам. Не можам да реагирам тука, единствениот начин ми е да реагирам да одам надвор или да направам нешто друго. Всушност тоа е нивниот револ, тоа е нивниот одговор. Јас мислам дека е така, да. Одењето надвор, едноставно како што велите, најлесно. Не можеме да ги смениме работите, одеме надвор, што е најжално, се разбира. Најжално, можеби наједноставно во моментот, но тоа е. Има ли еве од вашите колеги, од вашите пријатели, можеби размислување дека можеби можно да се сменат работите тука и како би се направило тоа, како би се постигнало? Има ли еве надеж дека можеби нешто ќе се смени, бидејќи не знам, еве сега да влеземе малку и во политички дел. Една од целите на државава е влез во Европската Унија. Таа е цел веќе со претходниот аналитичар разговаравме и за тоа дека ние сме веќе 20 години земја кандидат, не можеме да ги почнеме преговорите, нема да налегуваме сега во тоа зошто како, знаеме сите зошто, но факт е дека не можеме. Европската Унија секогаш ни е далечна цел. А вашите колеги млади се селуваат токму во Европската Унија или во некоја друга западно земја од западната хемисфера, ајде да речеме. Значи, како би се смениле работите тука кога гледаме дека сето она што можеби би ни го сменило, ние далечно блокирани сме и така натаму. Факт е дека не си живееме сјајно или онака како што ние би сакале да живееме, меѓутоа ако прошетаме можеме да видиме дека не е никаде сјајно и перфектно, секаде си ги има. Секој општество си ги има своите, да ги наречам, бубачки. Така што
младите мислам дека имаат надеж дека може да се смени, посебно после некои ситуации во последно време, и со протести, и со други механизми на функционирање. Сметам дека се зголемува таа, да речам, оптимизам за промена на работите и посебно млади кои што веќе отишле негде и се враќаат поради, не знам, ако работиш некаде 12 часа, секако дека нема да имаш време за излегување и ќе направиш повеќе пари. Кога ќе го видат тоа летоска и во Македонија да дојдеш и да работиш 12 часа, да работиш 2 до 3 смени, 2 работи, пак ќе ги направиш истите пари, ама пак нема да имаш социјален живот како во некоја друга западна држава, кој што младите го прават, нели, work and travel и слични работи. Од тој аспект се враќаат и секоја, добро, окей, тука не е. Јас мислам дека се живее барем поубаво. Тоа е еден аспект од работите, другиот нещо кој што самата го кажавте, тоа е услови за живот, чист воздух, функционирање на институции, функционирање на закони и така натаму. Еве поконкретно, ајде да видиме во однос на студентските услови. Знаеме дека има работи кои се повторуваат, кои се зборуваат со години, тоа е начинот во кој што живеат и работат студентите. Дали се тоа студентските домови кои со години се нереновирани, знаеме тамо во какви услови се живее. Еве, има сега некаков студентски оброк, пари кои се даваат на студентите, така е сега решено со ваучери, за да може да си купите. Како гледате на тоа? Какви се студентските услови сега? И што би требало да се подобри, се разбира? Студентските услови, за разлика од некои наши блиски земји, пример Словенија, кај што одат најголем дел од нашите студенти, пред се бидејќи образованието е бесплатно таму, се реално многу лоши. Меѓутоа, сакаме како млади и општо како општество, сакаме се да биде сега, одма, моментот, некако не ни се чека, некои работи мора да помине некој процес за нив. Треба да бидеме многу потрпеливи. Апсолутно треба да се реновираат и студентските домови, знам дека се работи на тоа моментално. За студентскиот оброк, всушност многу добра иницијатива. Колку и да е голема или мала сумата. Колку е сега сумата, колку се дава сега? 140 денари моментално за еден ден. 7 дена во неделата, од понеделник до сабота, без државни За гледачите кои не знаат, со тие 140 денари можете да купите било каде, не значи каде што Да, каде што се продава храна, да. значи не може да се пазари на бензински, табака и слично, каде што се продава храна може да се плаќа со таа картичка, купно нели на неделно ниво 840 денари, и може да си ги потрошите одма, може да си испазарите, јас така правам например, или може, не знам, секој ден на факултет кифличка, кафенце и слично. Како се префрлуваат редовно, средствата ги има, како функционира? Може, значи се префрлуваат во понеделник, има 840 денари, може да се користат од понеделник до сабота. Ако не се искористат во сабота, пропаѓаат. И така, нема за државни празници, нема во недела. Реално сумата е многу мала за оно што можеш да го купиш, меѓутоа нели. Полека ќе сега се зголеми да можат и студентите кои што се во работен однос, и студентите на мастер студии, ако не грешам, и на приватните универзитети да земаат оброк, да земаат студентски оброк. Да, добро, тие 140 денари се фактички, ајде да речеме еден сендвич или нешто, тие се како на некој начин дополнување на оно што студентот му треба во текот на денот. Се разбира дека не се доволни за цел ден. Апсолутно не се доволно за цел ден, меѓутоа за еден мал оброк, знам дека и многу фирми и компании нудат специфично, имаат направено мени што можеш да земеш за 140 денари. Идејата е понатака, нели, да биде тоа здрав оброк, да не може да се купуваат цигари, сендвичи и такви работи, во смисла хамбургери, нели, као нездрава храна, меѓутоа, нели, треба да помине процес
за да се развие како што треба. Да, вие сте студентка на правниот факултет, ќе зборуваме подоцна малку повеќе за правниот факултет, но еве генерално за сите студенти, што се надевате кога ќе ги завршите факултетите, кога ќе ги завршите мастерсите? Знам дека она што е примарно на секој студент е да најде работа, да речеме, да се вработи некаде каде што сака да се вработи. Може би дел од нив, особено сега овие што се во IT, не сака да најдат работа, сакаат сами нешто да развијат, некоја апликација или нешто, но генерално тоа е. Како ви се чини атмосферата? Бидејќи знаеме дека кај нас за да најдете работа треба да имате некакви врски, политички конекции, дали е партија, дали е некој познат и така натаму. Свесни сте дека одите кон тоа? Да, за жал, во најголемиот број на случаи е така. Меѓутоа, сепак мислам дека зависи од само иницијативноста на студентот, колку ќе се вклучи во проекти, во наставни активности или покрај студирањето, во невладини организации кои што нудат и проекти, практична работа и слично. Кај правните студии, да речеме, поширок спектар од каде можеш да се вработиш и да одиш на практична работа. Додека кај другите студии е така да речеме, не се препознава каде може да работа. Да, по-специфична е работата, меѓутоа не помалку важна апсолутно. Сепак мислам дека е до само иницијативноста на студентите и како на крајот на денот како ќе се продадеш на пазарот, дали ќе научиш јазик плюс, дали ќе научиш некоја посебна вештина, посебни контакти на луѓе, специфична дејност и слично. Значи, амбициозноста е прилично важна. Тука игра улога пасивноста во однос на тоа дали ќе избереш да бидеш пасивен студент кој само ќе полага испити и ќе чека што ќе се случи од оној како што вие велите кој гледа да се активира на секој може начин, може да биде голема разлика. Дефинитивно. Дали ќе се вклучиш во подмладок на политичка партија, дали ќе се вклучиш во невладина организација, во бизнис секторот можеби, како правник, како политиколог, како новинар исто така, има голема улога. Ова што го кажавте ми е прилично интересно. Велите дали ќе се вклучите во помладок на политичка партија, што е прилично нормално, бидејќи студирате на политички науки. Мислам, нема тука нема ништо спорно. Но кај нас вака на прва наликува да е спорно, иако не би требало да е спорно. Значи, и кариерата политичар е легитимна кариера, доколку некој сака да политичар, исто како било која друга кариера, дали сака да е, не знам, водоинсталатер, дали сака да е електричар, дали сака да е полицаец, дали сака да е политичар, и тоа е кариера едноставно. Но кај нас се перцепира негативно. Зошто е тоа така? Не знам зашто се перцепира негативно, во принцип за да се вработиш, нели некако е во принцип, уствари корупцијата, мислам дека игра главна улога во тоа. Кој чиј сина керка во која политичка партија си, па ако не си од таа, не знам, ќе ти избркаме од работа или слично, некој или нема да ја добиеш оваа позиција или слично. Главно поради тоа, меѓутоа факт е дека политичките партии се главните кои ја формираат власта. Главното како ќе функционира држава. Има влијание. Апсолутно. Членството во партија или во политички подмладок си носи свое искуство, многу важно, исто како и членството во било која невладина организација или интересовна група или било што, така што има свој бенефит апсолутно. Да. Кога зборував за ова со еден политичар од Германија вака во неформален разговор, тој ми вели вака: знаете што е разликата? Кај нас вика, вели, кога бирате да станете политичар, всушност не бирате бенефиции и поволности, туку бирате живот на
одрекување од се, одрекување од приватен живот, живот на обврски, каде што вие немате семејство, каде што немате многу често вели се случува политичарите во Германија да не се оженат, да не се омажат, бидејќи едноставно имаат премногу обврски. Вие сте вели активен, а немате од тоа некаков особено политички бенефит, бидејќи корупцијата е многу мала и вели кога во Германија бирате да бидете политичар, всушност вие тогаш се одрекнувате од многу работи, а не добивате. Тоа е веројатно разликата од перцепцијата што значи да се биде политичар кај нас. Ајде еве да зборуваме малку за правниот факултет, да ја оставиме политиката на страна. Како е сега да се студира на правниот факултет, бидејќи знаеме дека правниот факултет е на некој начин еден од најпрестижните факултети во Македонија, особено правниот факултет при УКИМ, тоа е факултет кој ни изнедри многу министри, председатели на држава, премиери. Како е сега да се студира на правниот факултет? Јас сум студентка во втора година. Искрено сум многу задоволна од студиите на правен факултет. Барав што да студирам, некако ми беа интересни многу работи. Ми беше интересно општеството, социологијата, потоа во 4-та година средно дојде филозофија и такви некои работи. И се мислев помеѓу право и политички науки, сепак одбрав политички науки, но мислам дека го направив вистинскиот избор. Сега, нели, правниците се поспециализирани на точно што сакаат да го работат, дали ќе бидат адвокати, обвинители или било што измеѓу. Направен сега моментално нема премногу студенти. Што значи премногу студенти? Нема студенти како на Финки. Но сепак тоа може би предонесува и кон поквалитетна настава, бидејќи групите се помали, има време професорите да се посветат на секој студент, да се прават дискусии, студентски трибини, да се дебатира на различни теми, на различни многу важни општествени теми и слично. Покрај обичните студии, да речам редовната настава, има доста неформална настава, други предавања, надворешни предавања, предавања од професори кои што не се од нашиот факултет и универзитет, од странство и слично. Така што големи препораки. Вие избравте да студирате на англиски јазик. Да. Какви се студиите на англиски јазик? Зошто избравте на англиски јазик? Вака, програмата на македонски на англиски јазик на политички студии не се разликува. Во принцип предметите се исти и професорите кои што ги држат предметите се истите. Предноста лично која што ја гледам е пристапот кон странска академска литература, која што е, да речеме, понова, која што е пообјективна, во однос дека, нели, го разгледува општеството како целост, додека кога пишуваме на македонски имаме, нели, по и ограничување до каде што можеме да видиме и што може да прочитаме. Предност повторно професори кои што не се од тука и дополнително, да речеме, вработување или општо напредување на академски или професионален план во и надвор во државата. И самата кажавте дека сега не е толку турканица на правниот факултет како на Финки. Например, да. Сега сите сакаат да бидат програмери, тоа е најмодерно, нели? Какви се перспективите за правниот факултет кој ќе завршите магистрирате? Понатаму. Зависи од секој студент индивидуално, повторно, колку, нели, како што реков, ќе се вклучи, ќе се заангажира, што сака да прави понатаму. За повеќе гледаме за брзо вработување, отколку како она што го правиме, што ќе го ставиме за себе, влие врз општеството или ќе направи некоја промена и слично. Така што повторно зависи секој како ќе се насочи.
Да, вие сте еднината, вие сте тие што треба да ги направите промените, се разбира доколку останете во државата, затоа би било добро да смените нешто на подобро. Еве, за крај во однос на студентското собрание, кои ви се, имате ли сега некакви тековни активности, кои ви се идните, кон што се насочувате сега најмногу? Главно факултетското студентско собрание, направен и на сите факултети, е советодавно тело. Меѓутоа, многу важно, бидејќи ги е главниот мост помеѓу студентите и институциите за да се да допрат нивните барања, потреби и слично, меѓутоа и покрај тој дел организираме дополнителни активности за студентите да се поврзат со пракси, да сега за некој ден имаме работилница за академско пишување, номотехника, работи кои што не клучно се дел од наставната програма, меѓутоа се многу важни за развој на студентот и потоа за да се вклучат во пазарот на труд. Дополнително многу е важен и студентскиот културен живот, организирање и на забави, и на хуманитарни акции, и на секаков спортски активности, се што е важно за еден студент, не само да седи над книгата и да учи, бидејќи не е тоа најголемиот бенефит студентскиот живот. Добро, Иларија Демулкова, ви благодарам за овој разговор. Ви благодараме вам. И со овој разговор го завршуваме и ова Студио 10. Почитувани гледачи, ви благодариме на вниманието. Ви благодариме и на довербата и останете со програмата на Телевизија 24.